Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио. Да го проследиме изборот за денешното издание. Соединетите Американски држави нема врз никого да вршат тортура за уставните промени, ќе се дебатира толку долго колку што е потребно за да се донесе правилна одлука, вели заменик помошникот државен секретар на Соединетите Американски држави Габриел Ескобар. На промоција на асфалтирана улица во Тетово повторно се вееше знамето со картата на така наречена Голема Албанија. Вкупно 9500 евра парична казна за фирмата Еко Ливинг од Чегране, на чија депонија гореше отпад во Тетовско. Трета недела протестираат тетовските пензионери. Со 3500 денари нема да збеснеме, тоа е да се има за лекови и за храна. Градежни активности на планинарскиот дом Копанки на Битолски Пелистер. А на самиот почеток да го проследиме обраќањето на протоиерей Драган Јорданов. Господу помолим сја. Господи Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио, Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браќи и сестри, еве во понеделник го празнуваме големиот празник на Мајката Божјо Успение на Пресвета Богородица. И затоа оваа прилика сакам да искористам да позборуваме малку за големината и значењето на овој голем празник. Овој голем празник, како што реков, е посветен на Мајката Божја, Пресветата Марија, и затоа имен ден празнуваат Марија, Мара, Марина, Марица, Маријан и сите имиња кои се поврзани со ова име. И оваа прилика најпрво сакам да искористам да им ги честитам имендените на сите кои го носат ова големо име на Пресветата наша Владичица Богородица. Но оние пак кои го празнуваат како нивна слава, нека им е вечна и од Бога благословена славата. Како што реков, овој празник е еден меѓу 12 големи христијански празници. И во народот познат е како Голема Богородица. Поради големиот култ што го има Мајката Божја меѓу верниците на православниот свет, и во другите религии, овој празник се празнува многу свечено со големи народни собори. Меѓу позначајните празници што македонскиот народ ги празнува со посебно внимание се и неколкуте други празници посветени на Пресвета Богородица и на нашиот Бог и Спасител Исус Христос. Затоа многу цркви и многу манастири, како и во Македонија, така и надвор од неа, го носат нејзиното име. Па еве и нашата света црква го носи името на Пресветата наша Владичица Богородица, но ние го празнуваме, го носи пак раѓањето нејзино. Но не е помалку изоставено празнувањето на овој голем празник во нашата црква и успението на Пресвета Богородица. По раѓањето на нашиот Бог и Спасител Исус Христос се вели во преданието дека Богородица поживеала уште 48 години. Извесен период кај старителот Јосиф, а по распетието на нашиот Бог и Спасител Исус Христос, таа живее со неговиот ученик и апостол Светиот Јован Богослов. За сето тоа време таа билела директен сведок на многу важни настани што се од значење на христијанската црква. Кога нашиот Бог и Спасител Исус Христос бил раснат, Богородица стоела покрај крстот и плачела како секоја мајка над судбината на својот син. Од крстот Бог ги порачува во иднина да живее кај апостол Јован и да го има за свој син, а него му порачува да ја има за своја мајка. Светото Евангелие според Јована за ова сведочи, кога вели:
А Исус сом ја виде мајка си и ученикот кога го љубеше како стои и рече на мајка си: жено, еве ти син. А потоа му рече на ученикот: еде ти мајка. И од тој час ученикот ја зеде при себе. За време пак на слегувањето на Светиот Дух врз апостолите со нив била и Богородица, така што и врз неа слегол Светиот Дух, при што и таа ги примила даровите на Светиот Дух. Потоа апостолите останале во Ерусалим уште 10 години, а за тоа време Богородица живеела кај Свети Јован Богослов. Но кога Ирод ги започнал своите големи прогони на христијаните, апостолите со жребка решиле кој каде да оди да го проповеда Евангелието. Јован со Богородица отишал во Ефес, од каде што таа ги посетиле Свети Игнати Богоносец во Антиохија и Свети Лазар воскреснатиот од Исуса, кој бил епископ на Кипар и Света Гора, кој што во таа прилика ја благословила. И по враќањето во Ерусалим, Богородица живеела во домот на апостолот и евангелистот Јован Богослов и ги посетувала местата на кои за време на животот на нашиот Бог и Спасител Исус Христос се случале важни настани како што се Голгота, Витлеем, Гециманија, Елеонската гора, потоа гробот на нашиот Бог и Спасител и така натаму. А во овие посети некои истражувачи гледаат за зародиш на христијанскиот аджилак. Особено Богородица често го посетувала гробот на својот син и го молела што побрзо да ја земе кај себе. Набрзо Господ и Бог Спасител наш Исус Христос и пратил вест дека скоро е часот кога таа ќе се упокои. Истиот овој ангел Гаврил, што ја соопштил благата вест дека ќе го роди Спасителот, сега и кажал дека е дојдено времето кога таа ќе се пресели кај својот син. И предал рајска палмова гранка како победа на животот над смртта со барање да ја носат пред одарот за време на погребот. Богородица не се исплашила од оваа вест, туку се изредувала што наскоро ќе биде со својот син. Му кажала на Свети Јован, му ја предала рајската гранка и започнала да се подготвува за напуштање на овој свет. Посакала да ги види сите апостоли кои поради прогоните на Ирод, но и поради своите обврски да го шират христијанството, биле растурени по светот. Носени од некоја таинствена сила, сите апостоли веднаш пристигнале со исклучок на апостол Тома, кој бил многу далеко и во тој момент не можел да дојде. На 15-тиот ден од месецот, во 3-тиот час од денот, Богородица била легната во ковчегот, многу свеќи ја осветлувале просторијата, апостолите пеели и го славеле Господа како Господ Исуса Христа. Богородица го очекувала својот син да ја поведе на небото. И одеднаш силна светлина ја исполнила просторијата. Исус слегол од небото и со многу светци и ангели, а Богородица гледајќи го него извикала: мојата душа го велича Господа и мојот дух се зарадува во Бога Спасителот мој. Од ја погледна смиреноста на слугинката своја и ете сега ќе ме ублажуваат сите родови, пошто без болка ја предала својата душа во рацете на својот син. Тогаш ангелите го запеале поздравот од благовештение: радувај се, благодатна, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените. И во тој момент апостолите виделе како со оваа песна ангелите заедно со Исуса ја носат душата на Богородица кон небото. Лицето ѝ светело како сонце, а од телото се ширил пријатен мирис, од кој се излечиле многу болни. По собствена желба Богородица била погремана во Гециманската градина, каде што биле гробовите на незините родители Јоаким и Јана и несвршеникот или старателот Јосиф. За време на погребот светиот апостол Јован ја носел рајската гранка пред погребалната поворка, а апостолите го носеле телото на Богородице, а на нив се слушало пеењето на ангелите. Светол облак ја завиткал поворката и непријателите не можеле да се приближат, иако постојано ја следеле и се обидувале да ја растурат поворката, а телото на Богородица да го запалат. Во еден момент, на едно место, малку се подкренал облакот и се видел ковчегот во кој била Богородица. Тогаш еден од еврејските свештеници се затрчал кон него, го фатил со рацете за да го преврати, но во тој момент невидлив ангел со меч му ги отсекол рацете и дланките останале залепени на ковчегот. Свештеникот се покајал за тоа што сакал да го направи и заплакал, а апостол Петар му рекол да ги допре рацете до пречесната владичица наша Богородица.
Кога тоа го направил, се случило чудо, рацете зараснале како никогаш да не биле пресечени. Сите што виделе се увериле дека нашиот Бог и Спасител Исус Христос навистина е Синот Божи и на тој ден многумина се крстиле и го примиле христијанството. Телото на Пресветата Богородица било положено во гробот на Гециманската градина и врз отворот бил ставен голем камен. 3 дена апостолите пееле псалми, во воздухот се слушало и пеењето на ангелите. Третиот ден по погребот пристигнал и апостол Тома, кој што многу жалел затоа што не присуствувал на погребот на Мајката Божја и побарал од апостолите да го отворат гробот за да се поклони пред телото на Богородица. Апостолите му исполниле желбата, го отвориле гробот, но на општо изненадување телото на Пресвета Богородица не било внатре. Имало само некои погребни платна од кои се ширел пријатен мирис. Тогаш се јавила Богородица и им соопштила дека на третиот ден по погребот нашиот Бог и Спасител Исус Христос ја воскреснал кревајќи на небото. Затоа и овој празник го нарекуваме Успение на Пресвета Богородица или Заспивање на Пресвета Богородица, заради тоа што таа никогаш телесно нема починато. Таа се упокоила според некои истражувачи и преданието некаде околу својата 72 годишна возраст. Нека нашиот Бог и Спасител по молитвите на Пресветата наша Владичица Богородица и секојаш Дева Марија ни дарува сили да можеме непрестано да молиме Мајката Божја за наше телесно здравие и духовно спасение. Оваа прилика сакам да искористам, драги браќа и сестри, да ве поканам сите вас на Света Божествена литургија и утре и други ден, односно и утре во недела и во понеделник, каде што сите заедно, но не за последен пат, нели, ќе се помолиме на нашата мајка и спасителка Богородица да ги принесе нашите молитви пред нашиот Бог и Спасител за наше телесно здравие и духовно спасение, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Колку векови во темнина си била, колку темни сказни знаеш, земјо мила, колку страдања на рамена си избрала, колку жртви ти за слобода си дала, колку страдања на рамена си избрала, колку жртви ти за слобода си дала. Знае свот од вече, знае си од свет, кога вардар тече, ниел робска клет, колку света сила гори твој се зби,
Колку векови во темнина си била, колку темни сказни знаеш, земјо мила, колку страдања на рамена си збрала, колку жртви ти за слобода си дала, колку страдања на рамена си збрала, колку жртви ти за слобода си дала. Знае свот од вече, знае си од свет, кога Вардар тече, ниел робска клет, колку света сила гори твој се зби, колку биваш мила, земјо мајко ти. Знае свот од вече, знае си од свет, кога Вардар тече, ниел робска клет, колку света сила гори твој се зби, колку биваш мила, земјо мајко ти. Колку биваш мила, земјо мајко ти. Маркетинг, сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Македонија. Македонија.
На заедничка пресконференција по средбата, заменик помошникот државен секретар на Соединетите Американски држави Габриел Ескобар и премиерот Димитар Ковачевски посочија дека Соединетите Американски држави нема врз никого да вршат тортура, за уставните промени ќе се дебатира толку долго колку што е потребно за да се донесе правилна одлука. Новинарите го праша Ескобар да ја прокоментира изјавата на лидерот на опозицијата Христијан Мицковски дека странските дипломати вршат тортура врз опозицијата да ги прифати уставните измени. Еве што вели Ескобар. Сакам да кажам дека нема никого да го подложувам на тортура овде. Сакам јасно да посочам дека САД не избира влади за земјите на НАТО. Меѓутоа поставуваме очекување и единствената работа за која што ќе зборувам е да ја дадам истата порака која што ја ширам во регионот, дека САД ги гледа како природни партнери оние кои што се посветени на европската интеграција на НАТО и на борбата против корупцијата. И сакам тоа јасно да го посочам, но исто така сакам да слушнам и да имам многу отворена размена на гледишта. Се надевам дека ќе имаме повеќе по состанокот да и кажеме на јавноста.
За завршеното асфалтирање на улицата 108, општина Тетово ги повика медиумите за да изврши промоција, а таму повторно се најде знаме со карта на така наречената Голема Албанија и Република Албанија без државно знаме. Иако општината ги повика новинарите на настанок, градоначалникот Касами вели дека граѓаните го поставиле знамето како одговор, како што рече, на провокации на власта. Општина Тетово се занимава со тоа што е обврска на општината, а тоа е да инвестира во патната инфраструктура и подобрување на животот на граѓаните. Другиот дел е акција и реакција. Акцијата на владата и политичките партии на власт кои ги диригираат правните институции и пуштија пријави за мене и за општината во делот за тоа што најмалку би требало да се впуштат. Реакцијата на целиот државен врв и сите политички партии во владата беше во правец на тоа дека јас треба да одговарам и за жал многу брзо правните институции, полицијата, обвинителството и судовите превземаа мерки. Доколку во оваа правна држава беа така агилни и во други ситуации каде што изгореа луѓе, каде што изгинаа луѓе, каде луѓе се позатвори во монтирани случаи, како што се неколку во државата, секако дека не би имале време да се занимаваат со вакви ситуации. Јас сум цврсто убеден дека тоа е случај, политичка порака до мене и до сите кои мислат спротивно од оваа влада, дека ако работаат спротивно на нивните партиски интереси и нивните лични интереси, ќе можат да ја имаат мојата судбина. Но веќе не сум само јас, сите граѓани не се плашат од вакви уцени. Луѓето веќе се убедени дека мора да има промени во централната власт, за да имаат можност да им се подобрат условите за живот како што работиме ние во Тетово, изјави Касами. На новинарско прашање дали ќе влие врз со животот во Тетово поставување на знаме со карта на Голема Албанија, Касами повторно со одговор дека тоа е реакција на граѓаните во однос на тоа што власта го превзема кон нив. Ова нема врска со општината и со нашата организација, а тоа што има врска со нас, тоа е промовирање на овој пат, како што немаше врска воопшто и поканата за мене и општината во делот на организација на настанот во Тетово. Сите знаеме дека протоколите кои беа во рамките на зградата на општината и градот беа изведени знамиња согласно законите и државното и на Република Косово и националното и на општина Тетово. Порака до власта да не се занимаваат со луѓе, со граѓани, да не ги провоцираат зашто ќе има соодветен одговор, одговори Билјал Касами. Јас те пратив на вода Калино, јас те пратив на вода Калино. Ти на вода одиш, бело лице миеш, по ергени гледаш мори Калино. Ти на вода одиш, бело лице миеш, по ергени гледаш мори Калино. Пусто да остане мамо лицето, пусто да остане мамо лицето. Кога нема либе да го љуби, тебе не те слушам, мори мајколе. Кога нема либе да го љуби, тебе не те слушам, мори мајколе.
ti na lozje kalino, ti na lozje odiš, belo grozje bereš, na ergen mi davaš mori kalino, ti na lozje odiš, belo grozje bereš, na ergen mi davaš mori kalino. Pusto da ostane malo grozdje to, pusto da ostane malo grozdje to, koga nema, nema, libe da go jade, tebe ne te slušam, mori majkole, koga nema, nema, libe da go jade, tebe ne te slušam, mori majkole. Тетовските пензионери веќе трета недела како секојдневно се собираат пред објектот на Сдруженијето на пензионери за јавно да го изразат револтот од ниските пензии и на овој начин да дадат поддршка на барањата за зголемување на пензиските износи. Пензионерката Ленче Симонска, која редовно доаѓа на овие собири, за прв пат се обрати пред новинарите, потенцирајќи дека со пензионерите се собираат да се слушне, како што рече, нивниот крик за бедата во која се живее. Ова не е политички, туку маката не натера да се собереме, да не преживуваме, туку да живееме. Со тие 3500 денари ние нема да збеснеме. Не. Тоа е да се живее, да се има за лекови и за пристоен живот, за храна. Министерката Тренчевска вели дека разликата од минималната пензија до највисоката е 1:4, но реалните бројки покажуваат дека соодносот е 1:7. Тренчевска рече дека со 15 години стаж не може да биде истата пензија со тие што работеле 40 години. Но мора да знаеме дека за време на транзицијата многу фабрики беа затворени и тие луѓе што останаа со 15 години стаж, тоа не беше по нивна вина. Тие останаа на улица и одеа по приватните фирми, каде што не беа осигурани за корка леп. Тоа не се 10 луѓе, тоа се илјадници луѓе, каде беа институциите да проверат зошто тие луѓе не се осигурани, вели Ленче Симонска. Петре Костадиновски вели дека иако има над 40 години стаж, поради високите цени за храна, сега и неговата пензија не е доволна за нормален живот. Јас сум бил вработен во Југохром, од дете до пензионирање со над 40 години стаж. Јас бев средна класа во тоа време, но сега пензијата ми се обезвредни потполно. Со 1000 денари ќе купиш производи за една торбичка, за едно лепче и нешто ситно. Побогато нешто не можеш да земеш. Голема сиромаштија доаѓа, зголемени се цените на храната. Јас сум бил многу добар, но сега сум разочаран. Цените се претерани, голема инфлацијата, вели Костадиновски. Председателот на Сдруженијето Селвер Мемети истакна дека барањата се исти и подсети дека од речиси 14.000 пензионери во Тетовскиот регион, околу половина се со ниски пензии. Мора да им се помогне на пензионерите. Обединети нации велат дека државата треба да се грижи за старите лица, а во таа категорија спаѓаат и пензионерите. Тетово е текстилен град, а се знае дека тие имаат најниски плати и затоа имаат и најниски пензии. Во Тетовско има 14.000 пензионери, од кои 50% имаат ниски пензии или пензии под 14.000 денари, изјави Селвер Мемети. Пензионерите бараат линеарно зголемување на пензиите за 3.500 денари, зголемување на минималната пензија на 18.000 денари и измените во Законот за пензиско осигурување да се прават по брза постапка со европско знаменце.
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Makedonci, i momi naši
вечна македонска. Државниот инспекторат за животна средина донел решение со кое се изрекува парична казна за фирмата Ecoliving од Чегране за пожарот што се случи на депонијата каде што беше складиран отпад. Согласно решението, фирмата има обврска изгорениот комунален отпад да го отстрани од локацијата во близина на селата Стенчи и Волковија. Изготвено е решение и платни налози за правното лице 9.000 евра и за физичкото лице 500 евра. Со решение, компанијата е задолжена комуналниот отпад од локацијата што се запали во рок од 90 дена да го однесе на депонијата Русино и забрана да носи комунален отпад на истата локација, информираше Сретен Стојковски од Државниот инспекторат за животна средина. Според жителите на Волковија и денес од локацијата се забележува помалку чад, а непријатната миризба се уште се чувствува и во Тетово. Председателот на Полошкиот плански регион, воедно и градоначалник на Тетово Билјал Касами, денес информираше дека општините само ќе го регулираат собирањето на сметот, додека оставањето или депонирањето ќе се реализира кога општините ќе реализираат обврски кон регионалната депонија Русино. Државната инспекција треба да ги контролира и општините и депонијата и другите чинители дали работат согласно законот. Депонијата Русино ги исполнува сите услови, но треба сите општини да ги реализираат своите обврски за да може да профункционира согласно еколошките стандарди, вели Касами. Фирмата чија депонија се запали од Министерството имала концесија за собирање на смет од општина Брвеница со обврска количините да ги носи во депонијата Дрисла кај Скопје.
vesela, neka be duša ergeska, neka odekne ovoj ritavljak, ergela kelele pašala, ali zasvirete pesna vesela, neka be duša ergeska, neka odekne ovoj ritavljak, ergela kelele pašala. Со бетонирањето на темелите продолжува реконструкција на планинарскиот дом Копанки, култно место на Пелистер за голем број генерации битолчани. Градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски изврши увид во почетните градежни зафати и беше запознаен со активностите што следат и динамиката на изведба во наредниот период. Присуствуваме на реконструкција на објектот на планинарскиот дом Копанки. Со мене е дел од раководната структура на планинарскиот спортски клуб Пелистер и дел од административните работници и инженери со кои вршиме увид на теренските активности. Да напоменам дека досега се изврши рушење на старата конструкција, се изврши ископ за поставување на темелите, армирање на бетонските столбови и веќе почнуваме со бетонирање со поставување на првата бетонска површина. Се надевам дека за неколку денови оваа подна плоча, прва фаза ќе биде завршена и доколку временските услови тоа го овозможат, до крајот на годината ќе бидеме сведоци на поставување на објектот во фаза на карабина. Ова е место за кое сите битолчани сме длабоко врзани, емотивно и сите љубители на планината очекуваат овој објект да се заврши. Се надевам и дека временските услови, како што реков, ќе ни одат во прилог и заедно ќе бидеме сведоци на оформување на овој објект, вели Коњановски. По 10 години од опожарувањето на објектот беше потпишан договор помеѓу општина Битола и планинарскиот спортски клуб Пелистер, пошто се изработи проект за реконструкција на планинарскиот дом Копанки. Општина Битола минатата година во буџетот за реконструкција на планинарскиот дом издвои 3,8 милиони денари, а додека во буџетот за 2023 година за реконструкција на планинарскиот дом Копанки беа предвидени 2 милиони денари, пошто градоначалникот Тони Коњановски предложи зголемување со дополнителни 1 милион денари, што се очекува да биде усвоено со новиот ребаланс на буџетот.
Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Митс, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Пред самиот крај една куса вест од културата. Книгата Јубилеите на шарпланинското село Брезно од авторот Злате Савевски ќе се промовира на 28 август во Тетовското планинско село Брезно во рамки на обележување на црковниот празник Успение на Пресвета Богородица. Промоцијата ќе се одржи во црковниот двор на храмот Успение на Пресвета Богородица по завршување на утринската празнична богослужба. Станува збор за книга со која сакам да се остави трага за селото преку една публикација. Офатени се 3 јубилеи, 170 години од населувањето на сегашната локација на Брезно, 130 години од отворање на училиштето и 100 години од осветувањето на црквата Успение на Пресвета Богородица. Ги обработив овие теми, информира авторот Злате Савевски. Промотор на книгата ќе биде етнологот Вања Димитриевски, а ова е втора книга на Савевски, посветена од селото од кое што потекнува. Češma sozidale, sred selo momi dano i dan. Ergeni momi Davida. Češma napravile, voda navratile, voda ladna studena. Voda bistra ubava. Site momi došle, stomni da naполнат саледна, stomni ostavi. Сесвете ми проговори. Дојди ти од татко, мене да ме бараш, прстен да ми подариш, мене да ме ожениш.
naša umava. Pesna baš mak. Почитувани, тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио. А за крај, во катчето за најмладите, да ја проследиме приказната Волшебното звонче. Ви посакувам пријатен ден. Некогаш одамна си живеело некое бедно момче кој немало никој на сиот свет. Се качило тоа во планините и станал овчар. Тој имал само едно богатство, а тоа било волшебното звонче. Потребно било само да се задзвони на него и стадото одело онаму каде што ќе му кажало момчето. Навечер тој го криел звончето во една дупка во дрвото, за волците, привлечени од чудното звонење, да не ги нападнат овците. Еднаш настанала бура. Овчарот го довел стадото во трлото, го обесил звончето на една гранка и си легнал да спие. Кога се разбудил, видел дека дрвото пораснало до небото и никако не можел да си го земе звончето. Еј, дрво, поднаведни се, треба да си го земам звончето. Време е да ги одведам овците на пасење. Не, одговорило дрвото, не сакам. Отишло момчето кај секирата и рекло: Оди, секиро, и сечи го дрвото, оти не сака да ми го даде звончето. Не одам, одговорила секирата. Отишло момчето кај рѓата. Рѓо, оди кај секирата и отапија, зашто не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Не сакам, одговорила рѓата. Се налутило момчето и отишло кај огнот. Оди, огну, запали ја рѓата, зашто таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Ме мрзи да одам, братко, одговорил огнот. Отишло момчето кај водата. Трчај, водичке, изгасни го огнот, оти не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Не можам, одговорила водата. Момчето се навредило и отишло кај волот. Ајде, волу, испи ја водата, зашто таа не сака да го изгасне огнот, а огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Не, му рекол волот, веќе се напив вода. Момчето се налутило, па отишло кај волкот. Ајде, волку, нападни го волот, оти тој не сака да ја испие водата, а таа не сака да го изгасне огнот. Огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Не, му рекол волкот, не сакам да имам работа со волот. И така отишол овчарот кај ловџијата. Ајде, ловџија, застрелај го волкот, оти тој не сака да го нападне волот, а волот не сака да ја испие водата. Таа пак не сака да го изгасне огнот. Огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Не, рекол ловџијата, денес нема да одам на лов. Отишло момчето кај глувчето. Глувче, глувче, оди и изгризај го ременот од пушката на ловџијата, оти тој не сака да го застрела волкот, а волкот не сака да го нападне волот, а волот не сака да ја испие водата, таа пак не сака да го изгасне огнот, огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата, секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Глувчето му одговорило на момчето: Не ми се оди, не сум гладно. Отишло момчето и се поклонил на мачката. Оди маченце и изеди го глувчето, оти тоа не сака да му го изгризе ременот од пушката на ловџијата, а тој не сака да го застрела волкот, а волкот не сака да го нападне волот, а волот не сака да ја испие водата, таа пак не сака да го изгасне огнот, огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата, секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето.
Мачката му одговорила: не одам, до гуша сум сита од глувци. И што да прави овчарот? Отишол кај кучето. Оди Мурџо каснија мачката, оти таа не сака да го изеде глувчето, а тоа не сака да му го изгризе ременот од пушката на ловџијата. Тој пак не сака да го застрела волкот, а волкот не сака да го нападне волот, а волот не сака да ја испие водата, таа пак не сака да го изгасне огнот. Огнот не сака да ја запали рѓата, а таа не сака да ја отапи секирата. Секирата не сака да го исече дрвото, а тоа пак не сака да ми го даде звончето. Сонцето се искачи високо на небото, а моите овци сакаат да јадат и да пијат. Се сожалило кучето. Видело дека момчето е изморено и оти никој не сака да му помогне, па и се фрлил на мачката. Мачката се исплашила и му се нафрлила на глувчето. Само што видело глувчето, оттрчало и почнало да му го гризе ременот од пушката на ловџијата. Ловџијата ја зел пушката и нанишанил кон волкот. Волкот од неволја се стрчал кон волот. Волот се исплашил и почнал да ја пие водата од реката. Видела водата дека ќе ја снема, па излегла од коритото и го прснала огнот. Огнот од страв почнал да ја гори рѓата. Таа пак се затрчала кон секирата, а секирата, кога ја видела, скокнала и почнала да удира по дрвото. Дрвото се навалило. Момчето го зело своето звонче и тргнал да си ги пасе овците. Од тогаш, па се до денес, кучињата живеат на пасиштата и им се верни пријатели на овчарите. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.